Volim sneg. Го сакам снегот бидејќи автопат за санки. Го сакам снегот бидејќи се топи и ја грее раката. Од него можам да направам и топка и снешко. Го сакам снегот бидејќи е мек како перница и кога ќе паднам ништо не ме боли. Го сакам снегот бидејќи е чист. Ништо не може да се спореди со зимското невреме на планината. Ниту во мајчиното крило на детето не му е поудобно и потопло, како во закрилата на ограната гора. Веќе по неколку дена престои на плеките на планината и борот се смекнува. Со искачувањето на планината се издига и облагородува човековиот дух. Од која и да било страна да ја погледнеш планината под снег, таа е некако различна и на друг начин убава. Но јас не сум тука заради туризам, спорт и рекреација. Целта на обуката за скијање во нашата армија е возењето на скиите да се совлада како практична воена вештина за изведување борбени дејства во зимски услови. Значи треба да се навикнам на планината како на касарна и полигон. Треба што повеќе да возам, а помалку да ги носам скиите, побрзо да се движам подлабокиот снег. Почнуваше еден од првите денови на белиот полигон, војнички и наш снимателски. Маглата ја смени бурата, а бурата сонцето. И сето тоа се случи за време на една стражарска смена. Одејќи по колоната во еден момент запрашавме што е постаро, првобитната скија на нозете или скијата на рамото. Некој ни рече дека во почетокот таа стара прамајка на скијата повеќе личела на корито или чамец обложен со крзно. Уште во време на цар Трајан, во првиот век римските легии поминале на вакви скии преку Арменија. И византискиот цар Леон се послужил со истото средство за премин преку Кавказ. Кога човекот почувствувал дека тие можат да се лизгаат, почнал со нивното продолжување и обликување во скии. Веќе во 10-тиот век скијањето станува една од точките во витешките игри на нордиските земји. Нивната погодност не му избегнала и на војничкото око. 1780 година норвежаните и официјално го воведуваат скијањето во својата армија и од тогаш се одело многу побрзо. Иако скиите помогнале да тргне во живот, првобитните скии останале тоа што се, нешто што цврсто се прилепува. За прву вежбу почни став. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, стој! Znači, noge se savijaju, mučke stavljaju preko padine, leva krpca se stira sa leve ruke, uzima se štapovi u levu ruku, znači i od padine i dižemo. Zatim opet uzimamo i nastavljamo. Treći, kosi smuk, kolena bliže. Sad. Nije dobro krstio se smučke, vidiš, brže se diži, smučki si ukrstio. Još kolena savi kolena gore još. Zabodi smučke dole, dobro, zavi preko. Beži tamo, šale, beži ti tamo, šale. Ajmo, opa. Ne skakati, pa nije to pad. Neći nije treba da skačeš kad bude trebalo. Diži se brže Jordanče, nije dobro Jordanče. Beži tamo, ajmo, brže. Една од првите работи што војникот ја учи на курсот за скијање е тоа како треба да се патне и како да се подигне.
To mora da go znaje pred da trgne na prvi odspust i na prvoto pluženje. Padjanjeto i obukata vodiganjeto na vistina ne predstavuvat nikakva skijačka rabota, no blagodarejki tokmu na to znanje što se steknuva u početokot, podocna može da se izbegnat mnogo nepotrebni povredi i nesretni slučaji. Dopustite mi da vas ovom prilikom odvedem u jedan prekrasni kraj. Popuštete mi u ovoj slučaju da ve odnesam u jedan prekrasen kraj vo koji često i so radostom prestojival za da mu ja proučam prirodota, vo koji sekoj pat naodjav nešto novo, da vidam ili na nešto da se goshituvam, koga nikogaš nego ostavav, a da ne poželam uštedna šta mu da se vratam, a to je Kopaonik i njegovo to podgorje. Lokacijata na naši od Bel poligonija otkriva me, može bi na malku nevobičajen način, so zborovite napročujeni od botaničar Pančić, što se iskovoreni ušte vo 1869. godina. Golemi od ljubitelj na Kopaonik, za sekogaš ovdje i se vratio. Izgrađena mu je grobnica na najvisoki otvrv što se ga go nosi njegovo to ime. Na stožerot od kogo se gleda, zaradi što i se saka planinata. Ovde se više... Ovdje veke nitu voletno vreme veke ne se hranat, ne brenite stada od pančičeloto vreme, koji donesuvale ubavi sumi pari. Nitu selskata mladina negi posetuva bačilata bidejke jednostavno gi nema. Mladina to od grad od sega na Kopaonik doadja kako vozim u valište i denovite gi pominuva vo sekakvi igri na snegot. I oni je mali vredni planinski konji gi nema. Samo nešto slično na nivnite samari ostanalo i to a nešto, sega za žica zakačeno patuva. Ali ono po čemu je... No to, a pošto na ova planina ime to Kopaonik mu je dadeno i sega je prekrasno. Rudate i sega se kopa i se odvezuva dolu vo podgorje. Može bi to je samo potvrda deka Kopaonik na vistina bila jedan od onije 3 najbogati rudnici što narodnite pesnigi spomenuvat. Pa sištata odamna nese najgolemo bogatstvo na Kopaonik. No drugo bogatstvo je sozdadeno. Tuka si golemite zgradi što podsetuvat na bačila i koji bi možele da bidat novi rudnici. Jedinice mirno! Odsečna vojnička komanda nekogaš dobro doađa da ne povrati vo stvarnosti i da ne postavi na vistinsko to mesto. No kako vojnikota, kako skijite treba da stojat vo stavot mirno. Za razlika od drugite, vojnicite skijači imate dve propišani možnosti, zavisno od toga da li vo strojace su namesteni ili nenamesteni skiji. Komandiri, povedite jedinice na mesto zanimanja. Na mestu! Točke na noge! Je li gotovo? Kolonu po jedan za mnom. Po jedan za mnom. Postupnost u obuci... Postepenost evo obukata je jedan od strogite zakoni na Beli od poligon. Prvi od den vojnik odpominuva 2 do 3 časa samo vodanje po ravno zemljište. Duri treti od den odi na prvi od spust. Drugovi, danas prelazimo temu smuk na neravnom terenu. Prelos preko grba i udolja. Da bi vozili smuk na ovakvom terenu, moramo prilikom prelaska grba spustiti se u što niži stav, da ne bi dobili oskok, a normalno poslije toga dolazi i pad, pa čak dolazi i do povreda.
prilikom spustanja u udolju posle prelaska grba podići se u srednji, odnosno visoki stav. Evo sada ću i pokazati na ovome terenu ovdje kako se to izvodi. Spustite niže prelaskom preko pregiba, podići se silaskom udolju. Tapove podigni više, ručice, trpnice po snegu. Izbor na tereno je mnogo važan element vo kratkotrajната obuka na vojnik od skijač. Ispravната orijentacija vo тоа само придонесува во неопходното стекнување на самодоверба и сигурност на скиите. Со цел за 20 дена да се совлада возењето на две штици, се користат сите погодности за забрзување на обуката. Но треба да се каже дека војниците уште пред доаѓањето на планината цел месец се подготвувале за она што овде ги очекува. Има и неколку кондициони маршеви, а и тие се чувствуваат како туристи покрај своите обврски ограничувања. Може би, така се чувствуваат бидејќи им е обезбедено се. Од исхрана до сместување и бесплатни учители за скијање. На очите и на приказните речиси и не им се верува. Ова е пети ден откако на скии застанале овие младенци во униформи што брзаат по стрмината. Меѓу нив има малку што уште од порано знаеле нешто за оваа вештина. Тука некаде во брзата колона се наоѓа и другарот Марчело од Риека, младинец приморец и војник извидник. Другарите го паметат од првиот спуст. Замавнал со прачките и силно извикнал: "Чувај се, Ело, доаѓа војникот Марчело." И за војникот Марчело и за сите негови другари, ова закрепнување по предпладневната обука представува вистински мал свечен обред, иако е во прашање само 8 грама чај и 50 грама шекер по глава на скијач. На војниците на белиот полигон, покрај топлиот пијалак им следува и дополнителен појадок. За исхраната за јадењето се одговорни водникот од прва класа Славко Илиевски и водачот на смената Зениел Ходрич. Пред да дојде во војска, Ходрич бил готвач на Златибор, па многу не ги изненадува што својот воен дом го наречуваат Хотел Париса. Но ни готвачите не сакаат да го загубат времето и не сакаат да заостанат за своите другари. Попладне, кога многумина се одмараат, тие со скиите излегуваат на снегот. Снегот од денеска не е ист како и снегот од вчера. Под влијанието на ветрот, на сонцето и студот постојано се менува. Војниците дури не набројаа десетина разни видови снег. Познавањето на снегот е многу важно за војниците скијачи, но и за војниците градежници. Ова ни стана јасно она утро кога стигнавме на големото градилиште каде што се подигнуваше живеалиштето. Снегот е како брашно и добар за скијање, но не е многу добар за правење тулини, рече еден од главните дзидари, водникот од прва класа Никола Држајиќ. Морало поради непогодноста на материјалот да се троши повеќе цемент од блискиот поток. Секој одделение и група војници добила секоја своја парцела и план за градење куќи во снегот.
Jedni kopa taka narečena mečkina dupka, drugi podignuvat leden šator, a treti prave živealište vo vid na rov. Goleminata na tije domovi vo sneg zavisi prirodno predse od goleminata na vojničkata familija što druga treba da se vseli. Ovdje, na primjer, može da prestojiva cijela malna zadruga od 10 članovi. Otkako ke se uredat i klupite i na niv se stavac otvetni pernici, vidnaš se pristapuva kon podignuvanje to na pokrivnata konstrukcija, namesto keramidi samo 2 šatorski krila i malku sneg. Na site parceli rabotite brzo se odviva. Ne se oskudevaše ni tuvo materijal, ni tuvo rabot na rak. Samo našite zidarika i glojite se žaleja na kvalitetotni lovicata, od kojih gi peče atulite. Nešto malko podaleku skoro beše gotova jedna garsonjera. Garsonjerata vo koja obično mečkata sedi na prag od predzimski od son. Vnatre je dosta potoplo otkolku nadvor, a prostorijata je toliko dobro izsidana što može da je zagreduri obična sveća. Prisustvovavme i na završnite raboti. Stavanje na vratite i probivanje na otvori za ventilacija. I taka, malku po malku, vojnicite na planinata počnuva da gi zafatja nekoja čudna epidemija na koja glavni bacilonosi se tokmu ovije ludje. Komandant od komandiriti i starešinite na skijački od kurs. Ti ovdje došle vojnicite da gi naučat na skijanje, no popat uspjela da im prenesati ljubav kon skijanjete i kon planinata. Ne je teško da se objasni zašto je to ataka i zašto mnogo vojnici na krajotna obukata se zarekuvat, dekak je ostanat skijači i planinari. Dovoljen je samo ovaj primjer. Podpolkovnik od Petar Todorović dvojno je vrzan za Kopaonik, kako komandant na vojni od poligon i kako predsjedatelj na skijačkata sekcija na planinarsko društvo Kopaonik. Njegovi zamjenik kapetan od Radivoje Antić je člen izvršnjot odbor na planinarsko-skijački od Sojus na Belgrad, a i drugite od ova grupa od porano ili sovremeni srabotata gi zasakali snegoti planinata. Site komandantski rabotini, reče podpolkovnik Todorović, nastoju vam da gi izvršam rano na utro ili na večer, za da bidam što podolgo vremena snegot sa vojnicite. Koji vozi skije, to i padja. Koji padja, to može da se povredi. Iskustvo to pokaživa deka najgorem broj padjanja i povredi se posljedica na preranata samodoverba i preteranata uverenost u tuku što steknatite skijački znajeni. Mladite na beli od poligon istovremeno se zapoznavanje na tehnikata na skijanjeto, učet i to, a što je najneophodno da se znaje i za pomoć na povredenite i ranetite. U ta oblast se započnuva so najprimitivnite i najpriračnite sredstva. Nosilata, na primjer, može da se napravat sosema dobro i od granki.
U toj samopomoći... Во таа самопомош на снегот доаѓа до израз и снаодливоста и фантазијата на војникот, кој би рекол, например, дека двете војнички блузи со навлечени ракави и чифт скии толку убаво можат да станат носила. No, postoji specijalna vojnička oprema za transport i spasuvanje, kako što je to ovoj ake čamec ili mal traktor gaseničar. Од разговорот со војниците и старешините дознавме и уште некои занимливи работи. Овде на планината нема проблеми со лекари. Нема барање за поштеди. Војникот оди во амбулантата кога тоа навистина му е потребно. Се случува некој и со и неизлечена повреда да настојува да се провлече и да отиде на занимање. Sve što vojnik uči na smučarskom Се што kursu војникот planini учи на usmereno je курсот ka по jednom скијање cilju. на планината е Што насочено болjem кон izvođenju единствена borbene цел, veste што u подобро zimskim изведување на борбените дејства во зимски услови. А ова што всушност сега го гледаме спаѓа во завршниот финален дел на нивната обука, каде што сето научено се проверува на една задача. I ovde u planini pod И овде во планината под гранките на маскираните дрвја и на белите ливади на Копаоник за време на подигањето на белите шатори и кога се учело како се паѓа на стрелањето и во патролата, еднакво на сите места и кај секој војник почувствувавме една желба, еден долг. Да се постигне што подобар успех на секоја вежба и од секој предмет на оваа зимска школа. boravak na belom Престојот на белиот полигон не е сватено само како нешто што спаѓа во воениот рок, како една обврска што треба едноставно и безболно да се изведе. И кај поединците и кај групите, одделенијата или водовите постојано и здрав надпреварувачки дух. Се вгнездува гордоста да се истрае и да се победат пречките. To što se osjećalo... Тоа што се чувствуваше и што беше присутно на секаде каде што беа овие младинци, ни го објасни капетанот од прва класа Новица Рашиć. Војниците на курсот по скијање потекнуваат од разни единици и по 20 на дена на обуката се враќаат таму од каде што дошле. Со себе ги носат и оценките што овде ги добиваат. На никого затоа не му е седно со што ќе излезе пред своите другари, пред своите старешини во матичната единица. Сите тие поединечно и групно, и овде и на секој друго место со своето однесување, учествуваат во големиот сеармиски надпревар, ја бараме најдобрата единица. Уважувајќи го трудот и искуството на старешините, ова напред речено е секако и објаснување и образложување што овие младенци во бело за кратко време станали добри скијачи и вистински синови на планината.
Za onog ko zna da čita Za onaj debelu što knjigu zna da je planine, čita debelata najlepše knjiga je na ljubavno. planinata na ljubavo je utroto. Preko Preko noći noći ta vetrovite gi raznesuvat stari to ukrasi i koga vozorata odat na počinog so novo to sonce usamnuva i novo pojnakvo utro. Redici smreki, večni te beli momi za maženje, oblekuvat sekogaš drugi svečani obleki kako ne golemi pomodarki. Štom se razdeni, počnu vat da se pala cončevite pečki na snežnite v glabnatini. Od blesokotna ogromnata planinska lamba zasolzuvat očite. I seko utro sa novio den se rađa i nov praznik za pogled.